Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Темата за која ќе разговараме вечерва е правата на бугарите во Република Северна Македонија. Прашањето е релевантно во контекст на блокираниот пристапен процес на земјава кон Европската Унија и се почестити изјави на официјални представници на бугарската држава дека доследно почитување на правата на граѓаните со бугарска самосвест е еден од условите за Софија да ја крене рампата за Скопје. Во дел од тие изјави се споменува и промена на уставот за бугарите да се внесат во преамбулата меѓу народите кои решиле да ја конституираат самостојна и суверена Македонија, сега Северна Македонија. Ова беше едно од главните барања што го изнесоа представници на политичката партија Граѓанско-демократска унија, скратено ГДУ, и на неколку здруженија на бугарите од земјава на средби со државно-владиниот врв во Софија, кои се случија пред околу еден месец. Двајца од членовите на таа делегација вечерва се во нашето студио. Ѓорги Трендафилов, председавач на Националниот комитет на ГДУ, и Добре Митрев, председател на Сдруженијето за македонско-бугарско пријателство. Кон крај е и новата саботажа. Реклами, па се враќаме со разговорот со гостите. Гледате 360 степени. Вечерва разговараме за правата на бугарите во Северна Македонија. Речи си да нема соопштение на тема Северна Македонија што излегува од кабинетот на председателот Румен Радев, а да не се нагласи дека без почитување на правата на овие граѓани во земјава, Бугарија не може да се согласи со почеток на пристапните преговори за ЕУ. Повеќечлена делегација на бугарите во земјава кон крајот на октомври беше примена на највисоко ниво во Софија, а на средбите беа пренесени оценки за актуелните состојби, се разбира главно критични, и очекувања за воиднина. Двајца членови на делегацијата се вечерва во нашето студио. Ѓорги Трендафилов, по конески или Трендафилов, по Андрејчин? Како ти се допаѓа? Која правоговорна норма ви е поблиска? Се шегувам. Ај, за јазикот ќе зборуваме, се разбира, вечерва подоцна. Благодарам што сте во ова студио. Добре Митрев, председател на Сдруженијето за македонско-бугарско пријателство. Добро вечер, добро дојде и за вас. Добро вечер. Инаку заборавив да кажам, Ѓорги Трендафилов веројатно и лице кое што ајде, може би помладите и не го памтат многу, ама повозрастните сигурно го паметат, беше пратеник во собранието, беше портпарол на владата, портпарол на Министерството за одбрана, ова главно во периодот кога ВМРО ДПМН беше на власт од 1998 до 2002 година. Добро, реков дека двајцата бевте дел од една делегација која што кон крајот на октомври беше во Софија, се сретна на највисоко ниво таму со државниот и политичкиот врв во земјава. Сакам да видиме еден сегмент од ставовите кои што ги изнесовте на тие средби, представени главно преку председателот на Граѓанско-демократската унија Петар Колев. Да го видиме сегментот, па ќе се вратиме со разговорот. Ние искаме простички неща, които са общо европейски ценности и ценности на човека преди всичко и демократичния свят. Ние искаме в Македония равенство. Нашата конституция е по-различна от българската конституция като модел на държавно устроение. Македония е продукт като държава, която е създадена от няколко държавотворни народи. В тези държавотворни народи и части от народи са изборени, започвайки от македонците, албанци, турци, власи, сърби, роми, бошняци. Но, за съжаление, там не можете да видите частта от българският народ. Тази конституция, така несправедлива към нас, не ни дава възможност да се интегрираме в македонското общество. Затова вие не можете да се запознаете с изявен българин, който да е съдия в Македония, прокурор, служител в армията, в полицията. Това са основни човешки неща, основни човешки права, които за наше огромно съжаление, вместо да се подобряват условията за тяхното спазване, те стават все по-задълбочени и по-лоши. От друга страна, за нас е изключително важно да се изчисти въпроса с историческата истина. Защото ние сме носителите на тази историческа истина. Това са нашите дядовци. Тази историческа истина е предпоставка за език на омразата. Езика на омразата вие го четете по медиите, но ние го живеем ежедневно. Дайте да решим проблема с човешките права. Дайте да видим, македонската конституция е сменяна няколко пъти. Сърбите и бошняците влезнаха 2001 година в македонската конституция.
Защо и българският народ да не бъде част от македонската конституция? Защо да няма съдия българи в Македония и кмет, примерно, българин в Македония? Защо децата ни в училище трябва някой да ги сочи с пръст, че са фашисти, татаро-монголи, убийци и така нататък? Ние желаеме да решиме тези въпроси институционално. Единственият вариант, който може това да се случи според нас, е България да продължава да отстоява тази позиция. И Мицковски, Заев много искрено лажат, когато идеят при вас. Ами... Кога ви обещават всичко, ако се вратат дома в Македония, това ще... Добре Митрев и Георги Трендафилов се во студиото. Митрев, прво, вие немате проблем ограничување себе си да се декларирате како бугарин во оваа земја, така? Ви читав едно интервју во пресрет на пописот за Трибуна во кој што велите како бугарин од Македонија и македонски патриот ке се декларирам токму така во графата за етничка припадност ке наведам бугарин, тоа не ме прави помалку македонец од останатите луѓе, бидејќи сум македонски државјанин и имам почит кон македонската државност за разлика од некои други велите. Еве ви уште еден пример, да бев спортист со гордост ке го носев македонскиот репрезентативен дрес. Ова е дел од тој ваш одговор и ке се вратам на моето прашање. Немате проблем, немате ограничување во оваа држава да се декларирате себе си за бугарин. Јас немам. И чувствувате некаков притисок, некаков проблем поради таа ваша определба и таа декларација? За притисокот и за проблемите ќе зборуваме после. Добро. Трендафилов, зошто сметате дека треба да се промени уставот, бугарите да бидат вметнати во уставот за да може да се остваруваат правата на бугарите во оваа земја? Прво благодарам за поканата. После долго време некој представник на Граѓанско-демократската унија да има прилика да и се обрати на јавноста и ќе се обидам да бидам што е можно по-концизен. Граѓанско-демократската унија е формирана како идеолошка партија. Таа не беше формирана како етничка, ниту има некаков етнички карактер. Ние бевме учесници на парламентарните избори, но факт е дека од првата пресконференција, дури од основачкото собрание кое го одржа Граѓанско-демократската унија, во јавноста секогаш Граѓанско-демократската унија била во голема мера од печатот овде прикажувана како бугарски или пробугарска партија. Иако уште еднаш ќе ви кажам дека програмата и документите на Граѓанско-демократската унија почиваат на идеолошка, на политичка основа. Предпоставувам да било поинаку, можеби ќе сте имале проблем во судот и да ја регистрирате партијата. Можно е. Не го одрекувам тоа, можно е, но мислевме дека прашањата кои го тангираат општеството и Македонската република не надминуваат, се разбира, нас како индивиду или како интересна група која формирала партија. Нам ни беше исклучително тешко во јавноста да ги пробиеме пораките на Граѓанско-демократската унија како политичка партија, затоа што во голема мера оние скромни настапи кои ги имал председателот јас или некој друг, беа врзани исклучиво за историјата или со некаков кампањски став од типот на уа бугари. Значи, ние се подготвуваме да зборуваме за јавно здравство, за даночна политика, нели треба и соговорникот да биде во одредена мера компатибилен или релевантен, некој учесник во политичкиот живот или некој што носи услуги. Но најчесто стануваше збор за историчари и аматери. Значи, нивото на дебатата на Граѓанско-демократската унија секогаш беше сведено да одново и одново се објаснуваат одредени историски прашања кои во тој момент воопшто не беа предмет на парламентарна кампања. Следната фаза во, би рекол, некакво растење на таа политичка идеја на Граѓанско-демократската унија е делумно и етничката компонента која се однесува на македонските бугари. Што значи тоа? Вие спомнавте дека ние во октомври бевме дел од една поширока делегација. Факт е дека одредени невладини организации и во минатото и сега се занимавале со културното наследство на македонските бугари, со фолклор, со се и се што, но никогаш тоа не представувала некаква политичка тенденција или била маргинална, индивидуална, но сега првпат се случи, барем јас не се сеќавам дали во таков формат некогаш имало,
7-8 организации, една политичка партија, тоа бевме ние, и другите 6-7 организации се од невладиниот сектор, кои се занимаваат со тоа што се занимаваат. Своевиден подготвителна посета, би ја рекол, на председателот Радев и на политичкото раководство и на Република Бугарија и на политичките партии од Бугарија се случи некаде во јуни, ако добро ме служи помнењето. Петар Колев и јас го придружував, исто ки председателот на Републиката Радев. За волја на вистината треба да бидам искрен дека ние секогаш сме го известиле државниот врв во земјава и бевме дури 2 пати кај председателот на Републиката. И во јуни месец, и во октомври. Секогаш било од наша страна добронамерно. Какви реперкусии, што значи промената на Уставот со вклучувањето на македонските бугари како дел од конститутивните народи во современа Република Македонија. Тоа би бил најбрз, знам дека е можеби комплицирано да се дојде до тоа потребно мнозинство сега во парламентот, но тој би бил најбрз чекор кој ќе покаже дека атмосферата на стигматизација и архетип на непријатели, Бугарија или македонските бугари, завршува со вметнувањето на категоријата дека еден од конститутивните народи во современата македонска држава се и македонските бугари. Да застанеме овде, ќе продолжиме. Дали е навистина вака како што зборува Трендафилов? Дали бугарите се навистина стигматизирани, дискриминирани? Дали се на маргините на општеството? Па, јас би се задржал на дискриминацијата како појава кај нас во државата, општо према луѓето што се декларираат како македонски бугари. Дискриминацијата е секојдневна. Јас можам да кажам од аспект на луѓе што мене ме познаваат повеќе од 20-30 години, како Добре Митрев, и немат никаков проблем во комуникацијата со мене, се додека јас не сум Добре Митрев, бугарин од Македонија. Тогаш веќе настанува проблемот. Тука, како дискриминација би спомнал, лични примери има многу. Дали мислите дека вие лично тоа што е ваша професионална преокупација? Јас ќе ви дадам само еден пример, најнов случај во Кавадарци. Девојче, инаку сте родом од Кавадарци, таму живеете. Роден сум во Кавадарци. Девојче на нејни 18-19 години треба да се запише на полициска академија или школа там како е, добива известување дека не ги исполнува безбедносните услови за прием во тоа училиште. АНБ не и дала амин, веројатно. Ако е АНБ таа која што ги проверувала. Значи, девојче на 18 години да не исполнува безбедносно. Зошто? Затоа што нејниот татко отворено секаде се декларира како бугарин. Веројатно тоа не е кажано така официјално, но предпоставките се тие. Не е дека татко ти е бугарин, него не ги исполнува безбедносните услови. Тоа е најнов пример, да не исполнувам по име и презиме. Да. Трендафилов, ќе продолжиме таму каде што застанавте околу промената на уставот и како велите најбрзиот пат веројатно да се покаже дека може да се стави крај на, како вие велите, стигматизацијата на бугарите во земјава. Ако добро ве разбирам, интенцијата е бугарите, бугарскиот народ да се допише меѓу народите, делови од народ кои живеат. Значи, како вели граѓаните Република сега Северна Македонија, македонскиот народ, како и граѓаните кои живеат на незините граници, кои се дел од албанскиот народ, турскиот, влашкиот, српскиот, бошњачкиот, бугарскиот народ и другите, така? Да. Тоа е идејата. Да. Добро, дали ова би значило дека може да се повеле. надоврзам. Кому во Македонија би му сметало ако стоат бугарите во уставот на Република Македонија? Не знам дали и некому треба да му смета.
Веројатно не. Кога знаеме дека македонските бугари се луѓето што Слободно зборувајте. пред 45-та и после 45-та се луѓето што се борат за независна Македонија. Видете, секако ќе има реакции после овој форум, најслободно зборувајте, затоа што на некој начин улогата и на медиумите и вас е да ги пробиваме темите, прашањата, да ги отвораме на соодветен начин. Да, ама тука и медиумите имат Така. многу голема улога во промоцијата на правата на бугарите во Македонија. Јас ќе ве прашам, кој медиум има рекламирано културен настан што го организира бугарската амбасада во Македонија? Нема. Железниот светилник, значи од Димитар Талев, тоа е човек што е најпреведуван во светски рамки од бугарски јазик, е роден од Прилеп. И ние не го читаме. Не го читаме. Имаше тука представа театар, реклама за тоа нема. Да, зошто сметате дека вметнувањето на бугарите, на бугарскиот народ на ваков начин во преамбулата ќе биде почеток на крајот на овие проблеми за кои што еве зборувате? Па прво што ми паѓа и мислиме најлогично објаснување, очекувањата од подпишувањето на договорот за пријателство од 2017 тој се одамна заминат. Значи, резултатот од начинот на кој се спроведува договорот, постапките на владини институции во земјава, резултираше да таа доверба која беше манифестирана во договорот и би рекол постоеше одредена еуфорија на стартот дека добро сега затвараме едно важно прашање и одиме понатаму, не се случи. Го гледам како знак на власта во Скопје дека навистина сака да најде излез од овој ќорсокак во кој се доведе. Сакам да го истакнам и следново. Наместо да вложува ресурси, време и средства да ги крева очекувањата на домашната, на македонската јавност во поглед на овој самит на Европската унија или на минатиот во Брно или на ова председавање или на овој совет на министри, верувам дека ќе се согласите со мене дека секогаш пред одржување на такви настани од мултилатерален европски карактер, коментарите, експертизите, новинските текстови ги креваат очекувањата дека сега ќе се случи, иако на страницата на Министерството за надворешни работи на Република Бугарија секогаш стојат изјавите на министерот, што тој му соопштил на неговиот македонски колега, во случајов на господинот Бујар Османи, или евентуално на господинот Никола Димитров. Се сеќам... Сега да не бидам адвокат на овдешната власт, но се разбира дебатираме заради динамика на разговорот. Објаснувањето од оваа страна се дека нема свест и подготвеност дека одредени чекори треба и мора да се преземат, туку дека се чека соодветниот момент кога преземањето на тие чекори ќе значи деблокада на процесот за некаков пакет. Да. Значи, оваа страна испорачува нешто, Софија вели дека да, ова е доволно, може да се одржи првата меѓувладина конференција. Од прилика така, но времето кое се пропушти и навистина, според некои скромни информации кои јас ги имам, например во сферата на одбраната, во времето кога се уште беше премиер Борисов, начинот на комуникација од, да речеме, припадниците на Министерството за одбрана овде. Тоа беше напад и навистина непристојно, би рекол. Во ред, нашата страна може би и не сакала да се согласи на одредено ниво на соработка или не сака да испрати офицери на обука.
Но рете да прати писмо и да ги извести. Нели Заев, кога ја споменувате одбраната, нели Заев јавно рече дека е согласен втората НАТО земја, која што ќе добие право на air policing или на чување на небото на оваа држава, дека може да биде Бугарија. Покрај Грција. Но тоа не се До случува. овој момент не се случи. Да. Би го илустрирал и следново. Ја навистина нема време да таков беше распоредот. Сега на оваа посета што ја зборуваме во октомври на Софија, имав прилика да бидам дел од луѓето кои се состанаа со повеќето политички партии во Бугарија, меѓу нив и со Бугарската социјалистичка партија. И сосем при крајот на разговорот, еден господин, значи од нашите домаќини, побара можност дали смее тој нешто да ни соопшти и го кажа човекот следното. Јас вика оперирам, предавам, доаѓам и во Скопје. Од Скопје има многу мои колеги кои или завршиле тука, на некој начин соработуваме. 2 години, вика, договаравме како за одредени тешки болести, за кои е потребна високо технолошка медицинска опрема, која вели за среќа ние во Бугарија имаме, да најдеме решение македонските осигуреници да добиваат здравствена нега и заштита целосна во рамките на бугарскиот здравствен систем и за тоа да не плаќаат надомест. И кога таман помисливме дека се е завршено, вашите, ова се негови зборови, се повлекоа и за кратко време подпишаа сличен договор со Грција, но тој таму сега вашите осигуреници плаќаат. Ја жалам, велам затоа жалам, нема време зашто точно станува збор. Да, вреди ова да се провери и да се види зошто тоа не се случило. Сега и двајцата веројатно сте свесни дека за промена на уставот треба 2/3 во парламентот, треба време и така натаму. Некако се чини како што вие велите, очекувањето од оваа страна се на пократок рок дека ќе се случи пробив. Дали мислите дека би била прифатлива некаква опција за вас дека тоа би се случило на некаков среден рок, ова што вие го очекувате, отварањето на уставот, внесувањето на бугарите во уставот? Јас мислам дека тука преовладува мислење дека Бугарија морат да ја помогне на Македонија. Не знам од каде е мислењето така, ама во комуникација со многу луѓе што комуницирам, значи добивам таков печок дека да, Бугарија една ден ќе попуште и ќе помогне на Македонија. Како што се случувало многу пати во историјата пред тоа. Јас повеќе би се навратил на здружението, ние како здружение што го работиме. Например, секоја година нашето здружение успева да ги изголеме квотите за упис на македонските студенти во Бугарија. Тука никаква промоција на тоа нема. Знаете ли што значи еден студент да студира, значи, во Бугарија бесплатно и при тоа да добива и стипендија? Кое олеснување е за родителите? Затоа нема никаква промоција тука во Македонија. Значи, преку бугарската амбасада има известување, луѓето што се заинтересирани да знаат, се обраќаат до кај нас во здружението, ама медиумска покриеност никаква. Има ли можеби вина и на бугарска страна дека не се толку активни, пасивни, дека можеби на тој културен план може и многу повеќе да се направи ако се биде поангажиран, поактивен? Ние во Македонија гледаме културата од која страна доаѓа. Од север. Имаше еден опит, промоција на северниот сосед на секое можно поле. Тоа е веројатно и историјата на врските од некогашната заедничка држава, продолжија по инерција и факт е дека е така. Но спомнав една заедничка забавно-музичка емисија беше организирана пред неколку години меѓу една Идол, да, меѓу една бугарска комерцијална телевизија и една македонска комерцијална телевизија. Такви проекти, да речеме, сега не гледаме.
Веројатно има просто Па такво нема, нешто да се прави. една, две, три серии. Боја на студиото покрај Софија е извонредно, таму холивудски филмови се снимаат. Не дека немало серии на бугарски јазик тука, но веројатно има просто многу повеќе такви да гледам. Имаме, јас ви кажувам, значи, медиумско покривање на било каков настан што се организира од страна на било која бугарска институција тука во Македонија нема. Не постои. Тука е проблемот. Да не зборуваме за дали има новини, дали има телевизии, апсолутно. До БНТ од неодамна е на Макс ТВ, Тоа така што. пред месец-два таму. Да. Трендафилов, сакам вашиот став да го слушнам околу ова. Тајмингот на евентуалното отворање на уставот. Веројатно сте свесен дека тоа толку брзо не може да се случи. Да. Дали, да речеме, би биле согласни тоа на некаков рок, на некаков среден рок да се случува? Ласкаво прашање, Васко, како да излегува дека ние сме луѓето кои го имаат клучот за отпочнување на преговорите со Европската Унија. Се разбира, тоа не е вистина. Ама не е така. Јас и во генералната најава реков, Радев факт е дека во секое свое соопштение, меѓу првите три работи кои што ги кажува, е почитување на правата на бугарите во Република Северна Македонија. И прекинување со општата атмосфера на стигматизација. На говор на омраза и така натаму. Но тоа не е така наивно, нели? Многу е лесно да го кажеме, па добро никој не загинал, нели? Тоа е како да имате камче во патиката, да, нема да ја изгубите од ногата, но одењето нема да ви биде удобно. И колку повеќе одите, толку ќе ви биде полошо. Значи се зборува за таков вид на атмосфера. Јас кога го поставувам тоа прашање, го поставувам низ оваа призма. Имаше повторно јавни изјави од премиерот кој што најави дека заминува, Заев, дека вреди да се размислува за таа тема во моментот кога државата ќе и пристапува на Европската Унија, уставот ќе се отвори, во тој момент може бугарите да бидат внесени во преамбулата на уставот. Дали е тоа нешто што би било прифатливо? Веројатно. Оваа власт во Скопје ќе мора да понуди решение на новоформираната влада во Бугарија после изборите. Денеска го направија парламентот, роковите таму мислам дека се релативно кратки и прецизни, тие веќе уште кон крајот на следната седмица би требало да имаат или да почнат со постапката за влада. Не верувам дека ќе се случи до крајот на оваа година. Такви се роковите, нели? Советот се среќава на 14-ти, ова нема да се случи сега. Но, веројатно ќе биде многу битно двете влади да покажат можеби поголема искреност во желбата да се надмине ова прашање. Јас се обидов да ви илустрирам низ некои така нафрлени примери што влие не само конкретно неисполнување на одредени ставки во договорот за пријателство, туку и гестови од типот на неодамна бевме во Цапари. Неретко одам таму кога се одбележува завршување на трагедијата од Првата светска војна. Независно дали има 8-10 воени аташеа кои се акредитирани во Република Македонија, по правило нема униформа од Република Македонија. Тоа не се луѓе со кои јас, вие или добре би разговарал, тоа се нивни колеги од вооружените сили на земјава. Во крајна линија, тоа се воените дипломатски представници со кои тие секојдневно на еден или на друг начин соработуваат и контактираат, особено многу повеќе откако земјава стана членка во НАТО. И ми е неразбирлив тој гест на едно елементарно почитување. Знаеме сите, на 11 ноември во Англија, например, почнуваат веќе да ги носат булките на реверите во знак на сеќавање на сите, не нашите, на сите загинати во Првата светска војна. И сега е многу непријатно земјата домаќин, во случајов Македонија, да отсуствува, да покаже гест на домашно воспитување на крајот на криштата. Не мора да се согласува ниту со минатото, не знам јас со што се согласува, но тој носи униформата на Арама. И
е знак, гест на добра волја и домашно воспитување да застане до неговите колеги од, не знам, од Соединетите држави, Франција, Бугарија, Русија, Србија, бидејќи доаѓаат 8-9 воени аташеа. Господине Митрев, кога зборувате за примерите на дискриминација, на проблеми со кои што се соочуваат бугари, членови на семејства чии што родители се декларираат за бугари, имате ли увид дали се користат постоечките институционални механизми, да речеме, не знам, народен правобранител, комисија за заштита од дискриминација? Да. Не. Ќе го кажем за... Има и извештај од ОПСЕ за дискриминација на бугарите во Македонија. Тоа, Ѓорѓе, кога пристигна? Ноември месец. Од ноември месец е сега. Јас би се надоврзал на претходната тема. Ја не мислам дека со вметнување на бугарите во Уставот и готово се решава прашањето на односите помеѓу Македонија и Бугарија. Начинот на размислување тука во Македонија е погрешен не само за бугарите, јас би рекол дури и према Бугарија. Зошто? Дали тоа иде од минатото време кога бевме не во Југославија, а они беа во источниот блок. Начинот на размислување за тие земји. Тие земји во източниот блок беше и Полска, и Чешка, и Романија, и Маđарска. За нив нема никаква дискриминација. За бугарите има, зошто, нели, да не употребуваме сега погребни зборови, биле овака, биле онака. Значи, пристапот е многу погрешен за односот не само на народ општо. Јас мислам дека Македонија се чувствува едно ниво повеќе од Бугарија во овој момент, а не е така. И мислам дека во Македонија треба да свата дека Бугарија е многу напред отидена од тоа време што ние сакаме да го кажеме и да представиме Бугарија од тоа време. А сето тоа си носе, пак ќе кажам, последици од минатото. Ние не можеме тука да сваниме дека некој што мислиме, што сме сметале дека е понизок од нас, сега е повисок. И не можеме да се помириме со неговиот успех, а со нашиот неуспех. Да, мислам дека ве разбирам што сакате да кажете. Трендафилов, Да додадам нешто, да го илустрирам малку. Да, и за народен правобранител и комисија за дискриминација сакам да ми кажете. Да. За неколку пати ми имаат прашано за дали имате сознание дека одредено лице или граѓанин на земјава пробал институционално да реши некој прашање и дека не успеал. Актуелниот председател на Државната изборна комисија беше председател на Комисијата за антидискриминација, господинот Даштевски. Председателот на Републиката, премиерот во оставка, парламентот, цела јавност зборуваше дека тој, како председател на комисијата, експресно му дал документ дека е дискриминиран на поранешниот премиер на Република Македонија, господинот Никола Груевски. Дека Груевски со тој документ се легитимирал пред властите во Република Унгарија и тоа е еден од факторите да тој се стекне таму со азил. Сега внимавајте, следната седмица, после овој жесток напад врз господинот Даштевски како председател на антикорупцијска, со 95 гласови за, ниту еден воздржан, ниту еден против, станува председател на Државната изборна комисија. Од истата политичка номенклатура, која само една седмица пред тоа го прикаже дека направил нешто ужасно. Кој човек со здрав разум би се обидел да бара правдата на начин како што сега ви ја опишав во вакви институции? Зошто господинот Даштевски или било кој во антидискриминацијската комисија
би бил поинаков или би постапил поинаку кога пораката е јасна. Добро, значи немате увид во тоа дали некој собирал Имаме увид, јас можам да ви оставам податоци, има извештај на ОПСЕ, луѓе кои се обратиле до судската власт, до полициски единици, значи до некои институции кога сметаат дека имаат одреден проблем и каква е реакцијата и финалето на тие случаи. Тоа би ви го дал со задоволство. Брзо оди времето. Сакам да ве прашам, што мислите вие за ставот на официјална Софија за македонскиот јазик, бидејќи тоа е очигледно едно од прашањата на сопнување во овој момент. Господин Митрев? Јазик. Нема... Јас имам читано ваш став во кој што велите... Нема држава што признава јазик. Значи, држава признава држава, а не јазик. Јазикот дали е кодифициран 45-та, 48-та, 90-та, 95-та, си е јазик. Една држава признава друга држава. Бугарија ја призна Република Македонија. Прва. Да, ама меѓу работите поради кои што Бугарија вели не може напред е и македонскиот јазик. Бараат да се ословува поинаку во рамките на институциите на Европската унија. Бараат да биде официјалниот јазик. Официјален јазик според Уставот на Република Македонија. Да. И тоа е официјален јазик во Македонија. Да, ама нема друг официјален јазик на Холандија, да речеме. Нема германски официјален јазик, е јазикот на Европската унија. Па не ги знам сега тие баш правни основи како се регулират, али мислам дека со тоа што Бугарија ја признава Македонија како држава, ги признава и сите институции во неа. Тендафилов, вие? Мислам дека јазикот ќе биде јазичното прашање, дека ќе биде најмал проблем за кој ќе дискутираат Скопје и Софија. И мислам дека во голема мера многу работи ги имаат усогласено. Се разбира, ова е ехо кој ние го ловиме што овде во Скопје прават или во Софија, но не мислам дека идентификацијата или како се нарекува јазикот, дека ќе биде сериозен камен на сопнување, кога ќе се разгледуваат постапките како да излезе земја. Претпоставам се реферирате на тој некој сложен пакет од документи во кој што едната страна декларира свој став и така натаму на крај. Веројатно една од варијантите и таа, но не мислам дека тој проблем би бил нешто посериозен, затоа што може нема да се согласите со мене. Ако добро ме служи помнењето, покојниот председател Киро Глигоров како прашање го изнесе на светлина проблемот со постоењето или непостоењето на македонскиот литературен јазик. Во времето кога председател на Бугарија беше Желјо Желјев и признавањето на Македонија, јазикот немаше никаква улога, ниту формулацијата. Но велам, ако добро се сеќавам, може би се лажам, но мислам дека добро се сеќавам. Но после признавањето, председателот на Република Македонија Киро Глигоров излезе со ставот дека се бараат дополнителни изјави со кои би се признал или афирмирал нешто што не е предмет, дотогаш не било предмет во меѓународната комуникација. Што вели, добре, државата ја признаваш со сите атрибути, негативни, добри или лоши, и тоа толку би требало да заврши. Сега, јас сум свесен дека никогаш ние нема да, некогаш е добро, некогаш е лошо, да ги надминеме разговорите, независно кој ги прави, бидејќи има емотивна врска меѓу Македонија и Бугарија. За некого е негативна, за некој е позитивна, но има емотивна врска. Конечно, трагедијата која се случи со нашите сонародници кои се враќаа од Истанбул, и вашите колеги кажуваа дека забележувавме емпатија на улиците по Софија, со сочувство кон трагедијата која се случи. Така да ние никогаш нема, иако има обиди да рационализираме дали од наша страна, дали од страна на Софија, но конечно ја би рекол дека е добро што постојат тие емотивни врски кои нема да станат предмет на дневно политичко пазарење. Господин Митрев, каде го гледате излезот од оваа ситуација сегашта? Излезот. За излезот
секогаш дали за љубов, дали за кавга треба да има двајца. Значи, ако има желба да се решат проблемите, јас мислам дека ќе се решат. Македонија и Бугарија се две најблиски држави, што мислам дека овој проблем е настанат вештачки. Излезот сепак ќе го оставиме нормално на институциите на државата. Се надевам дека и новата влада во Бугарија ќе преземе некои чекори, да што побрзо се надмине овој спор, што мислам дека сепак е наметнат од страна. Дека не е спорот чисто помеѓу Бугарија и Македонија. Ке се реферирам повторно на тоа ваше интервју во Трибуна. Велите Бугарија треба да ја прифати реалноста, а Македонија треба да го признае минатото, зборувајќи, како велите, за рецептот за решавање на овој проблем, дека е многу едноставен. Да, па еве еден пример. Пред некое време читав, вика, ние ќе ги ставиме бугарите во уставот ако они признаат македонско малцинство. Таму. Прво во Бугарија нема малцинство. Во Бугарија нема права на колективитети. Има права на поединец. Тоа е разлика. Во Бугарија еден човек од турско потекло вика, јас сум бугарин од турски происход. Тоа е разликата. Значи, соодветно, има българин од македонски происход. Може да има. Има македонец од български происход. Трендафилов, каде го гледате ви излезот од актуелната ситуација? На односите Скопје и Софија или на оваа локална? Да, па веројатно ова овде е дел од некаков поширок пакет, да. На почетокот реков дека треба да се врати довербата во комуникацијата, таа е изгубена. Жалам што се изгубија тие 4 години неповратно. Не можам да кажам очигледно дека има штета, но колку таа штета е отидена далеку, никој не би знаел, барем јас не знам во овој случај, но треба да се покаже гест на добра волја, веројатно и од двете страни. Согласен сум дека власта во Скопје не ги спроведуваше одредбите од спогодбата и дека таа треба да покаже подготвеност на дело дека има намера да ги спроведе, за да ја врати довербата кај соговорникот во случајов кај нивните колеги во Софија. Не можам да предпоставам каква е политичката или каква ќе биде политичката филозофија на следната влада во Република Бугарија, но од разговорите кои ги имавме меѓу другото и со овие 4 партии кои ја прават владата, тие немаат намера да отстапат од доследно спроведување на веќе подпишаната спогодба за пријателство и соработка и барањата кои се формулирани во текот на пролетта и летото од председателот Радев и неговиот кабинет. Но првиот чекор веројатно треба да го покаже Скопје, господинот Буер Османи и Никола Димитров, како страна која презела обврски во рамките на спогодбата, дека еве нештата се менуваат во позитивна насока, за да календарски да се успее нешто да се направи во текот на следната година, макар што верувам дека и ви и јас имаме одредена скепса со оглед на тоа кој ќе биде фокусот на председавањето на Република Франција со Европската Унија. Добро што бевте дел од 360 степени. Благодарам. Одиме на уште една пауза, понае саботажата. Беса никако да си го одржи зборот, откако им откажа послушност на своите партнери во владината коалиција, па ја изигра иницијативата за ново парламентарно мнозинство. Нивниот лидер не го оствари ветувањето кој им го даде на тетовци, па го врати лично критикуваното плаќање, иако за него не се ни надзира
какво и да е решение. Dhe unë edhe këtë po jo a them edhe nga studia juaj gjithë qytetarëve tetovës. Nga momenti ardhjes në Tetovë të Bilal Kasamit, derisa nuk gjejmë parking për çdo vetur, nuk do të ketë pagesë të parkingut në Tetovë. Удобно паркирани во своите фотели, политичарите ретко кога се сеќаваат на врските кои што ги преземале. Тоа според некои суеверни толкувачи на реалноста особено се случува во последните 7-8 години. А причината или предвесникот за таа несреќна околност со огромно олеснување едноставно хронолошки се лоцира. Па потоа 2013-та повторно се случи тоа што се случи, дојде таа комна 2013-та за Македонија според многумина заед, не бадијала претпоставуваме и на 13-ка. И не е само тоа, туку вистинските аналитичари на економската состојба сметаат дека тој подолго време лажно ја представува состојбата и патентираат финансиска експертиза, која на еден досега невообичаен начин кој веројатно ќе го има предвид науката. Вистински ја представува сликата за едно од покрупните ветувања до кое не достигаат уште 50 евра. Просечна плата со која што се фалат е 28.000 денари, 450 евра, меѓутоа таа е просечна плата која што имаш е изведена на база во која што се вклучени и податоците од оние 5 или 10% од населението кои што имаат енормни примања па и кренат. Висината на платите зависи меѓу другото и од продуктивност. Администрацијата се покажува како исклучителен пример за постигнување на целите и задачите. И не остава простор во секоја можна ситуација да не биде пофалена за заслугите кои што ги има за развојот на државата. Има многу вработени, а малку работници. Значи има луѓе на кои што едноставно не знаете што да и даете да работат и подобро е да не работат, бидејќи ако работат, може да загрозат безбедноста на граѓаните. Сепак, треба да се исклучат ниту впечатоците за активизмот и за кадрите кои раководат со нив и ги предводат институциите. И тие со своите организациони и менаџерски способности даваат сериозен придонес и се пример кој го следат вработените. Така што директори ме најмалку ме интересираат. Најчесто они се директори на скелети, како кажам, пепелни некакви фигури кои кај дое нешто чаталџиско кај направа 2, 3, 5 работи, али структурно не ги остануваат исти. И на крајот, по сето кажано, следува општиот заклучок на обичниот граѓанин. Смрдит, не се седит. Смрдит, не се седит. За секоја сериозна ситуација има решение. За да нема евакуација, пред да се санира дефектот, потребно е ширум да се отворат прозорците и да се проветри. Благодарам што бевте со нас. Се гледаме повторно в понеделникот 22. Пријатно.